Мислија дека и последното ништо умре, надежта. Денеска семејството Ристовски од Сиричино почувствува дека ако не дојде она што е нивно, тогаш некој чува нешто поубаво за нив. Денес на ширината каде постоеше некогашната куќа која цели 6 месеци сведочеше за нивната несреќа, беа поставени темелите на новата куќа. Најголемата заслуга за тоа што надежта и насмевките на лицето на семејството Ристовски се вратија му припаѓа на Илија Јовановиќ, претседател на невладината организација Градиме иднина. Пака, Сонја, пред се благодарам на тебе, Кис, кој најмногу ме поддржава, пред се и ти, Александр, кој ја потикнавте ова работа со твоето јавување Илија во Сиричино, јас Сонја реков полека, стрпи се, ќе биде, ќе почнеме. Значи, овие се првите почетни фази кои се копа темелите. Пола донација е обезбедена од 2 палети цигли, 10 палети, односно 2 палети цемент, се уште ни е потребно тип 3 палети цемент. Во една палета има 40 врејки, потребни се уште 1000 блока, 1000 блока се обезбедени веќе, но уште 1000 блока ни се потребни за целосно да ја фишинираме куќата, да се изгради, да има 2 детски соби, да има дневен престој, да имат ходник и санитарен чвор. Тоа е потребно за ова семејство. Куќата ќе биде од 85 квадрати. Апелирам до сите компании, до сите граѓани, стварно да ги отворат срцата, да бидат хумани, затоа што и јас сум веќе хуман, значи тука сум веќе неколку дена во подготовките и во копањето на темелите. Не ми представува да сум хуман и обичен работник, јас се гледам цел живот како обичен граѓанин и работник, а не председател. Така да горд сум ова денеска што го направив, затоа што ова ми е прва куќа од мојата хуманитарна акција и овој проект да се санират и реновират куќи. Ние и понатака продолжуваме, но малце бев разочаран од мештаните што се селото Сиричино, кој никој не ја покажа хуманоста, никој не дојде да помогне дали треба да се копа или да се вршат некои други работи. Тоа не ми представува проблем денеска и што копав и што ја вршев таа работа, ми исполнува затоа што и пред тоа ова го работев. Но нека им служи на чест. Јас и понатака кажав дека со вашата иницијатива, што ти, Александар, најмногу ме притискавте да ова се започне, еве се започна, вроди со плод. Не, очекував од тие 1200 компании да се најава до кај 10-15, за жал од тие 200 најуспешни компании што се во градежниство, односно што се бават со градежни работи, високи и нискоградби кои ги градат стамбени згради и мини кујки. Очекував од нив најмногу, но немаше никаков слух и јас ајде викам една недела ќе ја оставам работата. По една недела веднаш почнав да досегам да звонам тамо каде што праќав писма, благодарение на 2 компании кои ни излегува во пресред, односно 3 кои ни излегува во пресред 4 врати ќе им направат. Донаторот е од Крушево, другите 2 донации се од градот Тетово, но се анонимни, не сака да се истакнат со име, затоа што они често пати ја покажували на други места хуманоста и понатака ќе продолжат да не помагат и поддржуваат. И сум горд ете тие 2 фирми што ја покажа, но тоа без никаков проблем. Донаторите се албанци, што и најмногу од нив очекував дека ќе ја покажат хуманоста, затоа што ги знам луѓето и имам искуство веќе 13 години. Апелирам до сите компании, до сите граѓани, до сите жители, без разлика дали се албанци, роми, турци, власи. Апелирам до градоначалничката Теута Арифи да се приклучи во оваа акција, во овој проект, да се помагат не само македонци, албанци, роми, турци и така натака, кој треба. Значи, исто апелирам до сите граѓани, до сите жители. Животот е многу краток. Помагајте си, почитувајте се, сакајте се, држете се еден со друг. Тоа ќе ни остане затоа што сите сме на во овој свет и во овој живот сме гости. Затоа што денеска не има, утре не нема. Искрено да ви кажам, јас сум горд ова што сам го потикнав. Значи без ничија помош, дадов се од себе. Значи околу 100 евра се потрошив лично мои средства, горива, патарини, ниту пак патарини ми ослободија, ниту гориво помогна. Значи јас двојам од устата на моето семејство за да им помогнам. Не се откажувам. Тешко е, напорно е, цел пат плачејќи навака го поминав и вчера што се случи тоа во Куманово, плюс и нив ги прежалив. Се молев на Господ нека ме чува, нека ми дава здравје да продолжам со ова. Сите кои сака да се вклучат во оваа акција, кои се потребни градежни работници да помогнат во електрика, во зидење и ред други работи, апелирам да се вклучат во оваа акција. Бројот е 078 717 905. На тој број може да ми се јава, да ми исконтактира, да се координираме и организираме во најскоро време да им се направи куќата да имат свој покривна глава, детски 2 соби, спална соба,
дневен престој со кујна терпезарија, санитарен чвор, колку едно семејство да функционира. И значи компаниите и граѓаните може да се вклучат во акцијата на 070 077 и 075 143 999. Со еден повик може да донираат 100 денара плюс ДДВ, да ја покажат својата хуманост, со еден повик да донираат 100 денара, да ги платиме мајсторите за работна рака, да се isfinишира целата куќа и во најскоро време за месец и пол, два, да се всели семејството Ристовски, да продолжиме понатака да помагаме на други семејства. Апелирам до сите тетови, отворете ги срцата, бидете хумани, немојте да бидете алчни, да бидете злонамерни едни кон други, затоа што јас тоа до ден денеска го доживувам и тоа најмногу ме револтира, го голтам, го надминувам и продолжувам со крената глава да им помогнам на сите семејства. Сонја, како се чувствувате? Еве, ја денеска недела, ние на овој ден, јас и сопругот и моите 3 деца многу сме радосни, пресречни, што еве се започна и нашата куќа, темелите денеска ги поставуваме и од радост многу сме среќни. Благодарност, што се вика, на свите хумани луѓе, а највеќе се заблагодаруваме на Илија Јовановиќ, председателот на Градиме Идлина. Мислим дека он да не беше, мислим пак че немаше ништо да се започне. Он многу се бори и до крај ќе се бори за да ни помогне, да се изгради. Многу сме пресречни. Илија, тука сме сите ние заедно, ја имате апсолутно максимално нашата медиумска поддршка и понатака и се надевам дека следното наше гледање ќе биде како гости во вашата нова куќа тука во Сиричино. Еве ми е да се заблагодарим и на телевизија КИС. Многу сме благодарни и вие што ни помогнавте до крај да ни помогнете. Тука сме во секое време, ви благодарам. Да, благодарам многу, ако може да кажам и уште ако може, ако има многу хумани луѓе, ни треба уште цимент за градба, цигле, нешто што може да се помогне. Кој колку може. Па здравје Боже, ако може ми една пролет на лето да се вселиме во нашиот дом. Не е тешко да се откажете од вашето пладневно кафе со вашите пријатели, викнете ги дома наместо тоа да го направите некаде надвор, за да еве семејството Ристовски во Сиричино повторно живее во нивниот дом. Благодарам уште еднаш, ви посакувам многу успех понатаму и се надам дека, како што кажав, следниот пат ќе дојдеме на кафе во вашиот дом. Благодарам, дај Боже, ние многу се радуваме.